А сега на некои малку поведри теми. Да се бавиме малку со наука, зашто и политиката, како и целиот универзум, си имаат своји законитости. Тие закони се општо познати. Еве, например, Њутновите закони. Значи, ако едно тело, односно една сила, односно својство на телата, на промената на нивната состојба, не, ова е покомплицирано од политика. Сигурно го има на екстерно за шесто. Јас се мачам со закониве, а има некој кој може да ви ги каже интегрално, многу поедноставно и многу поразбирливо. Законите на универзумот се акција, реакција. Њутон, да не го спомнуваме, нели, секое тело кое ќе се дава еднаква и спротивна реакција. Значи, ако се делува една сила, делува врз едно тело, оно ќе даде, телото ќе даде иста, но спротивна акција како реакција на акцијата. Значи, нели, турник ова дава отпор. Акција како реакција на акцијата. Јас мислам дека е јасно и за секој случај одиме за уште појасно. Тоа е природна реакција. Така е поставена целата материја во универзумот. Па дури и човековата психологија кореспондира со тоа. Колку човек го притискаш намерно за една тема, толку повеќе отпор се раѓа. Да резимираме. Значи, кога Груевски ќе напушти преговори, тоа е уствари Њутнов закон. Природна реакција на отпор. А кога студенти, средношколци, работници, стечајци ќе излезат на протест, тоа не е природно и не може да се подведе под законите на универзумот. Тоа е вештачки и инициран отпор од опозицијата, која нели не е од овој универзум. Поточно, има ретрограден Сатурн во изминативе 10 години и е под силно влијание на кардиналниот крст во шестата куќа, која пак е во конјункција со Нептун, Марс и еротски настроената Венера. Совет, сменете подзнак. Дупла Водолија никогаш не станала премиер.